Градскиот парк представува најпосетувано место за рекреација на скопјани. Но ова парче урбано зеленило представува само дел од големиот мозаик на природни вредности на овој град, распостени целата Скопска котлина. Ви откриваме заштинените подрачја на Скопје. Скопска котлина или Скопско поле е една од поголемите котлини во Македонија. Таа представува втора котлина на реката Вардар. Централниот дел на котлината го завзема најурбанизираната средина во Македонија, градот Скопје. Како што градот растел и се проширувал, така се менувал изгледот на котлината. Денес, како во мали џепови, опстојуваат само неколку значајни природни подрачја. Заштитено подрачје е место или локалитет со високи природни вредности и дел од природното наследство. Дел од заштитените подрачја во Скопје влегуваат во состав на урбаното живење. Движејќи се низ нив, секојдневно скопјани се сепак несвесни за нивното постоење. Ова е музеот на современа уметност на Македонија. Место да се чуваат најголемите богатства на македонската модерна уметност. Се наоѓа на ридот Кале, на левиот брег на реката Вардар. Но ова не е единственото богатство што овој рид го носи во себе. Ова е тврдината Кале, стариот символ на градот. Изгледа некаде во 6 век за време на Византија и представува дел од македонското културно богатство. Но што ако ви кажеме дека тука на Кале има нешто можеби непозначајно, но сигурно постаро. И тоа природно. Ова е споменикот на природа Кале. Се наоѓа веднаш по тврдината и со своите богати речни, езерски, фосилни депозити сведочи за геолошкото минато на овој град. Во 1926 година југословенскиот палеонтолог Павловиќ под тврдината Кале во шутеникавите и глиновите песоци одредил неколку вида на водени, речни и езерски фосили. Тие представуваат доказ за некогашното течење на реката Вардар, како и за езерската фаза на Скопската котлина. Скопското Кале, од кога за прв пат се откриени фосилни остатоци до сега, не било палеонтолошки истражувано и нема детални информации за палеонтолошките остатоци што се наоѓаат под него. Од Министерството за животна средина за повеќе информации ни упатија кон градот Скопје, како управувач на локалитетот, но и оттаму добивме одговор дека немаат никакви документи околу ова подрачје. Калето, заедно со Гази Баба и Водно, се најголеми зелени острови во Скопје, кои имаат улога во одржување на квалитетен живот во градот. Природните подрачја по заштита се формираат и настануваат според потребите на човекот. Ние освен што уништуваме природата, имаме способност да создаваме и нови екосистеми. Па така денес на Гази Баба, под старите напуштени скопски гробишта се наоѓа шума и вистински парк. Парк шумата Гази Баба е подрачје од категоријата Парк на природа, заштитен во 2015 година. Негов управувач е општината Гази Баба. Иако шумата на овој рид е вештачки подигната, после неколку децени таа се развела во мал шумски екосистем кој значајно придонесува за заштита на локалниот биодиверзитет и го подобрува животот на граѓаните во тој дел од Скопје. Водно е најпосетувано подрачје по заштита во Македонија. Ова мала планина представува главно прибежиште на урбаната биолошка разновидност, главно место за рекреација и го штити животот на скопјани. Но Водно во последните години оставено само на себе, по цената чизма на урбанизацијата.
Во последните години сведочиме за наформена масакрирање на Водно и неговите шуми. Иако станува збор за шумски досади, стари не повеќе од 60 години, сепак тие функционираат како вистински шумски екосистем. Големиот број петиции, иницијативи и протести не успеа да го сопрат градењето на гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар низ парк шумата Водно. Ова дојде како продолжување на сечењето за изградба на новиот пат кон така наречениот Сончевград и Жичарата. Според најновата студија за валоризација на Водно, се предлага тоа да добие заштита од категоријата заштитен предел. Сепак, многумина мислат дека за Водно треба да постои посебен закон кој ќе го штити и како природна вредност и како антиерозивен штит на градот. Канјонот Матка представува најголема природна вредност што ние поседуваме. Со својата висока ендемичност, тој представува главна европска жешка точка на биолошката разновидност. Но последните години нејзините природни ресурси се експлоатирани. Матка е резерват на голем број реликтни и ендемични растенија и животни. Но поради големиот притисок од посетителите и негрижата од управувачите кои често се менуваат, кајонот ја губи природната вредност. Пример за тоа се нелегалните платформи, кои преку ноќ се појавија и се уште остануваат нерешен и невидлив проблем за институциите. Освен ова, во текот на целата година моторни чамци шараат по кањонот, што е строго забрането во правилниците за управување со спомениците на природата. Ова зад мене е локалитетот Езерце, интегрална единица која влегува во состав на споменикот на природа Остров, во атров на село Јурумлери, на јужните делови од Скопската котлина. Локалитетот Езерце се одликува со значени еколошки, едукативни и рекреативни вредности. Тоа се формирало поради високите подземни води и е дел од некогашниот тек на Вардар. Езерцето представува прибежиште на голем број загрозени и заштитени видови на цицачи, лекачи и инсекти. Ова е острово, Фостен остров на реката Вардар. Всушност, островот представува поранешна речна ада, која по природен пат ја формирала Вардар, откаде се одвојувала на две теченија и ја забиколувала адата. Со својата вегетација представува важно живеалиште со многу видови на птици. Иако острово останува непознато и напуштено, постои опасност од негово деловно уништување. Дури 1/4 од това подрачје ќе биде искористено за изградба на новата станица за третман на отпадни води на Скопје, предвидена со новата студија за влијание врз животната средина. Во долниот тек на реката Пчиња, веднаш пота втопатот Скопје-Велес, се наоѓа Катланово, мала речна рипариска џунгла. Ова представува споменик на природа на кој му претат многу опасности. Катлановскиот предел го опфаќа течењето на Пчиња пред нејзиниот влив во Вардар, заедно со Бадарската клисура, Катлановскиот рид и Катлановската бања. Најголема опасност за овој споменик на природата, освен отпадот, представува и прекумерното црпење на песок од сепарациите. Малите езерца во централниот дел на Катлановскиот предел и раскажуваат приказата за луѓето и природата. Луѓето со години туку ископувале песок и создале мали езера кои станале главно живеалишта многу видови на животни, особено птици. Со најновата студија, поради губење на природни вредности, се предлага намалување на границите на подрачјето и формирање на ново подрачје, Долна Пчиња, кој би го опфатило само централниот дел на старото подрачје.
Подрачјата по заштита барат постојано напредување и управување. Во Скопје во следните 2 децении постојано се намалува урбаното зеленило, а со тоа се намалува и квалитетот на животот во градот. Со заштита на овие подрачја ја штитиме природата, а со тоа ги штитиме и нашите животи. Во последниве години, градските урбани средини се повеќе се зголемуваат на цена на природата. Се повеќе луѓе одлучуваат да живеат во градовите, со што се зголемува потребата за подобрување на животот во нив. Градовите и нивната околина представуваат еден интегрален систем, зависат едни од други. Треба да дадеме се од себе да ги заштитиме и најмалите природни вредности. Скопје е дома, да се однесуваме кон него како дом.